Почитувани следбеници на Пресинг ТВ, добар ден. Денеска сме во кабинетот на директорот на Археолошкиот музеј на Македонија, тргнувам од надписот да кажам, се уште актуелен. Господинот Горан Санев. Господине Санев, добар ден и ви благодарам што одвоивте време за нашиот разговор и што се одзвавте на поканата. Веднаш да кажам дека поводот е што туку промовираниот каталог или подобро речено монографија за 100 годишнината од откривањето на локалитетот Требениште кај Охрид. А во март ќе биде отворена и изложбата со истиот наслов, што ќе биде вистински предизвик и за научната фила, но секако и за посетителите. Господин Санев, каталогот и изложбата беа првично најавени за ноември месец. Што беше причината за досегашното одложување? Еве, прво би сакал да ве поздравам, да ви посакам добре дојде во музеот и кај нас. Благодарам за интересот што го пројавивте. Одложувањето на изложбата и на каталогот има всушност една единствена причина, тоа е тежината на самиот проект. Овој проект да се одбележи 100 годишнината од откривањето на локалитетот Требениште, на некрополата на локалитетот Требениште, навистина во него се вклучени 3 држави, како што знаете, и заедно со колегите од Археолошкиот музеј, Институтот Софија и од Народниот музеј од Белград, континуирано во изминатава година и пол дена се прават сите напори и подготовки за да се реализира таквото нешто. Изложбата, како што веќе рековме, е со голем обем, значи ќе бидат прикажани негде околу 400 артефакти од златните маски кои што се најпознати, најинтересни, но секако дека јавноста ќе има можност да види уште поголем број на други артефакти, тоа ексклузивни, изработени од бронза, од сребро, од килибар, од керамика и така натаму, кои што до сега се барем во сенка некако на златните маски. Сега, кога решивме дека најадекватна придружба на таа изложба би бил каталог, но не само обичен каталог каде што сите предмети ќе бидат прикажани каталошки, онака обработени, со податоци за нивната големина и така натаму. Сепак мислевме дека имаме можност и време, а и самите подготовки тоа ни го покажа да дадеме нови информации кои што се поврзани со истражувањата на Требениште. Колегите од Бугарија истражуваат дури мислам и сите ние, секако во своите земји истражувавме низ архивите, низ старите списанија и откривме доста податоци кои до сега навистина не беа познати. Кога сме веќе тука, колку време го подготвувавте и што последно би одбележале од каталогот? Па токму овој вовед широк го кажав за да поминам на поентата, тоа е дека за да се изработи еден ваков каталог со текстови од автори од различни земји, на сето тоа да се преведе на англиски јазик, да се излекторира, да се направи редакција и така натаму и на крајот да се спакува во едно вакво издание, навистина е потребно многу време. Нас тоа не чинеше некаде околу 10 месеци, ама 10 месеци, еве ќе ви кажам дека и во досните ноќни часови, 1-2 по полноќ се испраќаа мејлови, фотографии, се фотографираше континуирано и затоа еве со гордост кажувам дека целиот илустративен материјал во каталогот е со врвен квалитет. Нескриена беше возбудата на промоцијата на, јас би рекол, слободно монографијата. Така. Кај учесниците, на што според вас се должи таа возбуда? Па се должи на
многу нешта. Прво, сме успеале да направиме нешто што до сега сите го стававме под знак прашање и што не верувавме дека може некојаш да се случи. Зашто? Па, ова изложбата да се, односно идејата и желбата да се направат сите предмети да се соберат на едно место, во една изложба да се покажат заедно, сигурно не е исклучително наша, туку тај на нашите постари колеги, на претходните генерации, кои што, но веројатно сега се создадоа некако условите, се поклопија сите моменти на расположение добро, на добрососедски односи, како да кажам, сите предуслови некако ни се исполнија и ете едноставно, веројатно имавме многу и среќа. А среќата е затоа што имаме прекрасна соработка со колегите од Белград, со колегите од Софија и многу пати ние кај нив одевме, тие доаѓаа овде и така натам. И сето тоа беше едноставно се склопија сите коцки, да кажеме, и ни се овозможи да го направиме. Овој термин го искористи и господјата Тања Цветличанин од Народниот музеј во Белград. Да, баш така. Меѓу другото забележа на промоцијата дека за овој заеднички проект на трите соседни држави, Македонија, Србија и Бугарија, конечно се наместиле пред се политичките коцки. Што е пораката што се испраќа со така наредените политички коцки? Како да кажам, не би знаел веројатно да одговорам како политичар, можеби, но еве како археолог пораката е дека културното наследство каде да се наоѓа е заедничко. Тоа е наша заедничка гордост и е тоа се светски вредности. Буквално овој проект, оваа изложба и оваа монографија, како што велите, е показател дека со добра волја се може да се направи буквално. И она некоја што се мислело невозможно, еве испаѓа дека е возможно. Добро, во пресрет на изложбата, ќе може ли да ни издвоите некој интересен детал што според вас би можел да се протолкува како заеднички именител за досегашните истражувања на Требениште? Заеднички именител има, да кажам, многу се. Како заеднички именител, прво напред се е професионалноста, врвната професионалност, максималното разбирање едни кон други и толерантност нормално и секако другарството кое што се разви и колегијалноста од ова заедничко работење. Тоа што со сигурност ќе привлече најмногу внимание на изложбата е фактот дека за прв пат во историјата на едно место ќе се најдат 5 златни маски од Требениште. Кога треба да пристигнат во Скопје и како тие ќе бидат транспортирани? Сега, еве мала дигресија кон првото прашање што ми го поставивте, зошто се одложи сето ова, е дека се работи за предмети од исклучителна вредност голема, за кои што се обезбедени сите потребни осигурувања и така натаму. И подготовката на тие документи трае мошне долго. Сето тоа претходи на различни одобренија од министерствата, од владите и така натаму. Сега сме веќе во финална фаза и овие предметите ќе почнат да доаѓаат во наредната недела, односно некаде околу недела дена пред крајот на месецот. Спомнавте сами осигурителни компании. Ме интересира, имате представа за реалната вредност или непроценлива, или колку изнесува сумата на осигурување, например? Пазите, од еден аспект на културно наследство, секако за една држава, секако се што е културно наследство има непроценлива вредност, веројатно, поради неговиот значај за податоци, добивање податоци од историјата, преисторијата и така натаму. Но сите овие предмети и артефакти кои ги чуваме во музеите имаат мора да добијат некаква
проценки да имаат некаква проценета вредност токму во вакви случаи. И така на пример можам да откриам дека само српската колекција, односно делот од предметите кои што ќе дојат тука има вредност околу 3,5 милиона евра. Одлично. А какви ќе бидат безбедностите мерки за време на изложбата? Да, па обезбедувањето на сите тие услови безбедносни беше и првиот предуслов за било што вакво да се направи. Во договорите што меѓу себе ги подпишавме, секоја од трите земји во која ќе учествува оваа изложба, значи кога и нашите предмети ќе одат во Софија и во Белград на изложба и така натаму, бараат посебни услови на изложување. Од овие климатските, температурните и светлосните услови, обезбедувањето е едно од најважните работи. Нашиот музеј е опремен со комплетен видеомониторинг, со алармни системи на секоја од витрините, имаме 24-часовно физичко обезбедување кое е појачано за време на изложбата, така што сите овие предуслови се исполнети и беа, како пак ќе речам, предуслов за да било што се направи тука. Ја спомнавте вредноста на српскиот дел од предметите што ќе бидат изложени. Колку би ја процениле вредноста на македонските предмети кои ќе одат со изложбата во Софија и во Србија? Имате ли таква проценка? Еве вака ќе ви кажам најпластично. Предметите што доаѓаат од Софија и од Белград се всушност тие предмети кои што се откриени во првите, да речам, до 30-та година од 1900 до 1930. Сега работата е што во тој период се откриени токму тие богати погребувања со маските, со бронзените предмети и така натаму. Нашите археолози истражувањата ги продолжуваат во 50-тите години и потоа во 72-та, но се работело во сегмент кој што е веројатно периферен на главната некропола, па од таму се откриени, не се откриени вакви гробови на богати покојници, туку гробови со многу поскромни наоди, главно керамика, оружје, има и секако и златни предмети, но и бронзени, но не во таков обем. Така што нашата осигурителна полиса веројатно ќе биде значително помала, но повторно со висока вредност. За крајот, постојат ли било какви можности новата Република Северна Македонија некогаш да ги поврати како сопствено културно наследство и богатство овие предмети што се во соседството? Не, вака ќе ви кажам еднаш децидно. Проблемот на реституцијата на културното наследство во светот и секаде се однесува на предмети што се украдени од една држава. Овдека, во нашиот случај, не станува збор за такво нешто. Во 1918 година, па потоа и во 20-та година до 30-та, и од тие причини таквите постапки не се, како да кажам, не се предмет и не влегуваат во рамките на тие ратификувани меѓународни договори за заштита на културното наследство. Останува мит Требениште и натаму? Требениште е дефинитивно приказна која што се уште треба да се надополнува, да се докомплетира. Ние со оваа богата монографија придонесуваме кон таа приказна и кон разрешување на таа мистерија, но секако дека има уште многу што да се каже. Може да се очекуваат заеднички истражувања? Заеднички истражувања, па и тоа веројатно, но секако ќе се направат следни заеднички истражувања од аспект на пример, технолошките аспекти на изработката на предметите, на нивното потекло и така натаму, ќе се добиваат нови податоци, а ако мислите на теренски истражувања на локалитетот, па да, археолошкиот музеј има веќе размислувања дека сепак би
би било добро да се направат. Ви благодарам Да се многу на прави. разговорот. Ви благодарам на интересот.